Почитуван колега, ние кога го работевме ребалансот, однапред укажавме дека ваквиот тип на кратење на инвестиционите влагања е спротивно на она што е заложба и на колегите од СДСМ, бидејќи се ќе се заврши, се ќе биде на место, особено во школството ќе се вршат разни реформи кои што ќе бидат многу подобри од претходните. Сведоци сме на кратење од невидени размери, бидејќи учениците сега во септември кои ќе дојдат ќе најдат на повторно разрушени училишта, на училишта кои што требало да се во текот на летниот период да се санираат крововите, да се закрапат и сите други ситни инвестициони активности, особено за 14 училишта, бидејќи беа издвоени пари, проекти завршени, комплетно се беше во рамките на законот и немаше причина за да се одложува ова. Сведоци сме на запирање на многу проекти, особено од инфраструктурата, патиштата, и тоа е недозволиво за една земја 70, 80, 90% да е завршена инвестицијата, а да не се дозволи да се доврши. Меѓутоа, времето ќе покаже зошто вака се делува, се прави, спротивно на интересите на граѓаните на Република Македонија. И се она што се прави, верувајте дека еден ден ќе се удри од глава од сите нас, не само од оние на кои што не им се дава за право да имаат и училишта, не само за оние граѓани кои што ќе претрпат вакви штети, туку на сите граѓани на Република Македонија. Сите овие зафати кои што се прават спротивно на закон, првен нас не деградира како законодавци. И ова што го кажуваат колегите дека е во рамките на законот, во рамките на прописите да се прави сега дебата кога е изборот на изборниот процес започнат, е неточно, бидејќи нека си отворат веб страницата на Комисијата за спречување на корупција. Таму на веб страницата се наведени стотици и стотици одлуки кои што говорат дека во изборниот процес штом се закажат избори, не смее нити да се разрешува, нити да се именува, затоа што тоа предвидува самите постапки на разрешување или на поставување на нови ВД директори, ВД институции, како што е јавен обвинител и останати, е спротивно на Комисијата за спречување на корупција и представува коруптивен зафат. Таму го има на веб страницата тоа многу добро разработено. Доколку не сакаат нас да ни веруваат, нека ги прочитаат сите одлуки кои што ги спровела ова Комисија за спречување на корупција, ќе видат дека не се во право и дека само инаетот ги води кон вакви вид на дебати кои што требаше веднаш истиот ден кога се прогласени изборите да се затворат како постапки и да продолжат кога изборниот процес ќе биде дефинитивен и завршен.